Пендаровски го закопа СДСМ. Неговото признание дека израелскиот медиумски гуру е сепак консултант на владеачката партија отвора сомнежи за сериозно прекршување на изборните правила и закони. Името на Асаф Исеин, чии услуги не се ефтини, го нема во ниту еден од ревизорските извештаи на СДСМ за потрошени пари, па се поставува прашањето како бил плаќан во минатото и како ќе го платат сега. Доколку пак е ангажиран за изборната кампања на СДСМ, дали се свесни во СДСМ дека прават кривично дело, имајќи предвид дека изборните сметки се уште не се отворени и не можат да се преземаат финансиски активности поврзани со изборите. Пендаровски призна дека се сретнал со Исеин, но се правдаше дека таа средба ја организирале социјалдемократите, кои ги користеле неговите консултантски услуги. Не даде детали на кој начин е ангажиран, колку луѓе работат заедно со него, кој го плаќа неговиот ангажман и од која сметка. Дали може би има договор со некоја државна институција и на тој начин е ангажиран, или може би најлошото, дали е може би платен од некоја странска држава која што сака да направи услуга на Социјалдемократскиот сојуз и на Стево Пендаровски. Доколку е така, се работи за тешко кривично дело, имајќи предвид дека забрането е финансирање на избори од страна на странски извори и странски држави. Ковачевски пак се прави наудрен и не знаел што зборува неговиот председателски кандидат Пендаровски. Вели, имал тим на стратези, но ниеден од нив не бил израелец. Тој сепак е консултант на СДСМ, бидејќи така одговорија од кабинетот на Пендаровски. Зашто се консултира? Не знам што одговориле од кабинетот на Пендаровски, меѓутоа ја ви кажувам кој ги работи моите кампањи, кој комуницира со сите вас, така да не знам што точно сте го прашали, не знам што точно одговорил, бидејќи немам виден одговор. Дека консултант на СДСМ. Немам ја таков консултант. Ја имам консултант кој што се вика Александар. Асаф Исеин е познат како консултант на српскиот председател Александар Вучик и со години се спомнува како главен креатор на победничките изборни кампањи на првиот човек на Србија. Сепак Исеин не е исклучиот човекот на Вучик, туку го има употребено своето пиар знаење и во други земји. До сега соработувал со политичари во Словенија, Босна и Херцеговина, Австрија, Романија.